Си бил еден цар. Бил добар човек и мудро владеел со царството. Еден ден, еден патник од една далечна земја побарал да се сретне со царот. Нека влезе, да чујам зошто ме бара, рекол царот. Непознатиот патник влегол кај царот и без да проговори, без збор да каже, нацртал круг околу тронот на кој седел царот. Потоа се тргнал настрана и молчејки гледал што се случува. Царот не разбрал ништо, ништо не му било јасно. Ни зошто патникот нацртал круг, ни зошто молчи, ни што треба да му одговори. Ги повикал царицата и децата, но и тие не знаеле да кажат што представува кругот нацртан околу тронот. Нека дојдат сите мои советници, наредил царот. Сакам да чујам што мислат тие за овој круг. Советниците со часови вртеле околу тронот, го гледале и го разгледувале нацртаниот круг. Мислеле, но ништо не смислиле. За царот било многу чудно што никој не можел да се сети зошто патникот нацртал круг. Се налутил царот? Се изнервирал? Збеснал. Не ми се верува. Имам една дузина советници и не можам да добијам мудар одговор. Наредувам сите да тргнете низ царството и да најдете мудрец кој ќе го открие значењето на оваа загадка. Ако не успеете, ќе ве казнам. Го послушале советниците? Царот бил добар човек, ама царска наредба си е царска наредба. Блиските луѓе на царот почнале да бараат мудрец кој би можел да ја открие тајната. И кога помислиле дека таков умен човек нема во царството, случајно дошле до една куќа. Влегле во неа и виделе лулка со бебе која се нишала, иако никој немало во собата. Влегле во другата соба, па и во неа нашле лулка со друго бебе. И таа лулка се нишала, а и таму немало луѓе. Потоа се качиле на покривот од куќата и таму виделе распослани класје пченица, а над нив се нишала гранка од трска, која ги бркала птиците за да не ја колваат пченицата. Трската се нишала, иако немало ветер. Баш чудни работи се случувале во таа куќа. Царските советници се исплашиле. Царевите луѓе се зачудиле. Така зачудени се симнале по скалите долу и здогледале еден човек како седи покрај разбој и ткае. Ткајачот врзал една нитка на основата, другата за јатокот, а третата за ремиската. Додека тој ткаел, се нишале двете лулки и трската на покривот. Како? Ткајачот мудро го поврзал разбојот со двете лулки и со гранката трска, па така ткаејки ги нишал и лулките и трската. Ете ти мајстор, ете ти мудрец, воскликнале советниците. Брзо му раскажале на ткајачот за тоа како странецот нацртал круг околу тронот и како никому не можело да му текне што значи тоа, а потоа го поканиле да оди кај царот за да види дали може да ја реши загадката. Доколку ја откриеш тајната, ќе добиеш големи подароци од царот, му рекле царските советници. Ткајачот помислил малку, зел две земички и една кокошка и тргнал со нив кај царот. Земички? Кокошка? Слушај и ќе ти стане јасно. Кога ткајачот стасал во дворецот, застанал пред странецот и ги фрлил пред него двете земички. Странецот го погледнал ткајачот,
па извадил од джебот грст просо и го фрлил на земја. Ткајачот веднаш ја пуштил кокошката, а таа бргу почнала да го коле просото. И за чудо, странецот без збор си заминал. Кајачот и странецот без зборови разговарале? Точно. И што се разбрале? Тоа сакал да знае и царот. Ткајачот со мирен и одмерен глас објаснил. Странецот сакал да ви каже дека од другото царство се подготвуваат да го обседнат вашето царство, па чекал да му одговорите дали вие, честити царе, ке се подчините или ке испратите војска. Јас пред него ги фрлив земичките, за да му кажам дека не треба да си играат со нас. Странецот го фрли просото, за да покаже дека имаат војска. Потоа јас ја пуштив кокошката, за да му покажам дека нашата војска е поголема и дека ќе ги исколве нивните војници. Ете тоа разговарале. Царот го удостоил ткајачот со големи почести. Богато го наградил и сакал да го назначи за прв советник, но ткајачот не се согласил. Царе, јас би сакал само едно нешто да ти кажам, а ти размисли дали ќе ми веруваш и дали ќе ме послушаш. Сакам да знаеш дека меѓу твоите слуги можат да се најдат многу помудри луѓе од твоите советници. Од сега можеш и ткајачите да ги сметаш за луѓе достојни за тебе. Велат, царот го послушал ткајачот и владеел уште помудро и бил многу почитуван.